Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата Телма амбуланта. Прашањето колку пати во денот треба да јадеме, некои стручни лица велат дека е контроверзно. Мора ли 3 пати да јадеме во текот на денот? Неопходно ли е да го земеме појадокот? Потребно ли е оброците да ги земаме во ист период во текот на денот? Некои луѓе го прескокнуваат појадокот или пак првиот оброк во денот го конзумираат доцна и при тоа воопшто не размислуваат што внесуваат со него. Што е паметно да се земе за време на доручекот? Дали можеме денот да го започнеме со кафе? Надица Илиевска, дипломиран нутриционист, е денешната гостинка во Телма амбуланта со која што ќе разјасниме многу дилеми поврзани со појадокот. Започуваме веднаш по рекламите. Каков треба да биде појадокот? Се за првиот оброк во денот. Денеска зборуваме со Надица Илиевска, дипломиран нутриционист во Нутриционист консалтинг. Надица, добре ни дојде во студиото на Телма. Добро ве најдов, како и секогаш. Ке започнеме со кафето. Бидејќи многу од нас денот знаат да го започнат на тој начин, велат да се расониме и денот не може да започне на поинаков начин освен со кафе. Па паметен ли е тој чекор? Па кафето е можеби меѓу најистражуваните супстанци после водата и најконзумиран всушност после водата. Но оно што е интересно е дека како и за се има контроверзии, но ако се погледне биохемиската, односно метаболички и од начин на кој што ние го почнуваме денот, кафето наутро на гладно всушност и не е добра опција. Дејството на кафето е исто за човечкиот организам ако го конзумираме во било кој период на денот. Но неговото дејство наутро на гладно и не е така добра опција. Тоа е од повеќе причини. Прво, кафето е нешто што своите состојки неверојатно брзо организмот ги апсорбира. Токму затоа и љубиме да го пиеме наутро, затоа што тоа навистина не расонува, тоа навистина не буди, навистина го прави едно возбудување на организмот. Меѓутоа, дали е тоа неопходно како за почеток на денот, е прашање кое што треба да се дискутира. И сепак имаме научни сознанија дека кај некои луѓе со години, кои што го прават тоа, немаат никакви здравствени проблеми, но науката докажува дека најпаметната субстанца наутро на гладно да биде всушност и не е најдобро. Прво, оние кои што пијат кафе на гладно, за многу кратко време развиваат зависност од кофеин, многу повеќе од оние кои што кафето го уживаат во остатокот на денот, односно после појадок или друг временски период. Потоа, таквото надразнување кофеинско на нашиот организам ја подига ратата на надразнување. Што значи тоа? Ние за многу краток временски период се навикнуваме на одредена количина на кафе и ја зголемуваме желбата за кофеин многу повеќе. Па пиеме се повеќе и повеќе. Па пиеме се повеќе и повеќе. Па одредени субстанци кои што ние ги стимулираме, всушност ги успиваме и тие почнуваат да бараат надворешен стимуланс како што е кофеинот, за да може да функционираат. И вистина е кога некој ќе каже без кафе не можам да се расонам. И тоа некој вела сакам кафето да биде јако, па сега има ли јако и слабо кафе? Секако дека има јако и слабо кафе и количината на кофеин на гладно е исто така многу важен момент. Кафето не треба да заборавиме дека е една од ретките субстанци која што ја минува мозочната бариера. И на тој начин, всушност, го добиваме тоа што го сакаме. Будност, концентрираност. Меѓутоа, не треба да заборавиме дека ние наутро сме во првата фаза на глад. Тоа подоцна околу појадокот повторно ќе го имаме низа дилеми кои што ќе бидат дефинирани. Но, доколку имаме екстремно јако кафе, ние го иритираме и третиот дел од нашиот дигестивен систем, од тенките црева јујенумот, каде што 12 пати повеќе внесуваме како една енергетска
инекција и на тој начин правиме дразнење на организмот, иако тој нема што да работи, поготово за дигестивниот систем. И ако наутро имаме вишок на кортизол, тоа е нормално, всушност ние додаваме, го лачиме сек, тоа е докажано. Значи хормонот на стресот, за да се расониме, разбудиме, перисталтика да разиграме, ние додаваме уште еден стимуланс, покачиме хормонот на стресот. При тоа заборавајки дека хормонот на стресот и хормонот на среќата се на една вага, па тука го намалуваме лачењето на триптофанот. Всушност, многу пологично е, кога ни паѓа кортизолот, после појадокот, ние одредено време, тогаш да дадеме импут енергетски, отколку на гладно. А факт е и дека тоа е термогено, мора да го конзумираме со вода, и тоа е диуретско, што значи дека ние стимулираме и уринирање, а тука одат и минералите. А има ли здраво кафе и помалку здраво кафе? Бидејќи на пазарот има најразлични продукти. Има кафења во кесички, 2 во 1, 3 во 1. Здрави ли се тие варијанти? Има филтер кафе, турско кафе. Да, ние треба навистина да внимаваме да пиеме квалитетно кафе. Она што е најлесно е филтер кафето, бидејќи нема остатоци, значи има само екстракција од млака вода и поминува низ филтерот, тоа е да кажеме најслабо кафе, да внимаваме да биде квалитетно. Најквалитетното кафе е еспресото, бидејќи тоа е под пареа и тоа всушност, да кажеме, на некој начин ги зима само добрите состојки кои што ги има во кафето, имајќи во предвид дека кафето е една од најтретираните супстанци кои што ние секојдневно ја конзумираме, па многу често имаме и работи кои што не треба да ги имаме во кафето. И тука доаѓаме во комбинациите на оние инстант кафења, кои што, да кажеме, се недобрата опција, поготово оние 2 во 1, 3 во 1. Но зависи и како го пиеме кафето. Знаете, ако ние конзумираме една чаша кафе, една доза на кафе, со една лажица шеќер и пиеме 2 кафења на ден, ние чист шеќер конзумираме во текот на годината 18 килограми. Тоа е повеќе од една вреќа шеќер. Премногу. Тоа е премногу. Што значи дека зависи од времето, кое кафе, на каков начин. Третата најчеста грешка е пиењето кафе постојано. Во текот на целиот ден, помалку. Значи, ја имаме најчесто, се случува за викенди, кога правиме една количина на кафе и кога ја шетаме со нас, па малку ќе голтнеме, па малку ќе направиме пауза. Тоа е надразнување кое што е постојано и всушност прави давање на енергија, но повеќе го нагласува падот на енергија. Што значи дека кафето треба да се пие можеби најточно како што го пијат италијаните, едно кратко експресо во првата половина на денот и уште едно кратко еспресо квалитетно во втората половина на денот. Треба да читаме и содржината на кофеин. Имаме горна граница на подносливост на кофеин. Не треба да претеруваме со кофеинот. Посебно доколку го некако на некој начин го замачкуваме со разни други додатоци, па сега се многу популарни и кафења кои што служат и како оброк. Така, има цел култ кон кафињата, има кафе со какао, кафе со чоколадо, кафе со цимет, кафе со млеко. Значи, може да не поправат? Тие веќе се третираат како оброк? Па, дали може да не поправат? Кафето со екстра додатоци, од типот на кондензирано млеко, за кое што јас сметам дека може една цела тема да се отвори, за типови на млеко, кондензирано млеко и многу шеќер, тоа на вистина, доколку го конзумираме повеќе од 3 пати во текот на денот постојано, може да направи проблеми во дигестијата. Знаете, кафе во комбинација со млеко е најдискутираната
тема. Тоа ми беше следно на Да, дневниот во ред. нутриционизмот. Според некој, го смирува дејството на кофеинот, што биохемиски не е точно, бидејќи кофеинот поминува енергетски и остава на некој начин, значи поминува одма веднаш енергетски се абсорбира во крвотокот, а млекото останува на дигестија. Но кафе со млеко се дигестира 3 до 4 часа. Што значи дека и не е најдобра опција. Кафе со какао е можеби добра опција, затоа што на некој начин го зголемуваме антиоксидативниот ефект кој што го имаат и едното и другото, но пак не е добра опција затоа што кафе и какао, кафето го супресира примањето на железо кое што е богато какаото, па тогаш нешто добиваме, а нешто губиме. Кафе и чоколадо за мене е најпогубната комбинација, од проста причина што имаме еден оброк кој што дава едно такво ексцитирање на организмот, возбудување енергетско, а вообичаено секое такво... Има и млеко. Да, има и млеко. Секое такво нагло додавање на енергетска инекција на организмот води кон следен пат на енергијата и не воведува во циклусот на падни стани, а всушност целта на се што конзумираме е една равна линија за да може метаболизмот да функционира безпрекорно, така како што е наменето и така како што всушност и може тој да го прави. А какво е тоа протеинско кафе? Зашто да, исто тоа така дури често доби се свое зборува? име, па се вика профе или профи. Па веќе мислам дека имаме зборувано за трендот на исхраната на професионалните групи на луѓе во секојдневието на општата популација. Тоа кај младите знае да оди преку социјалните мрежи со брзината на светлината. Тоа е додавање на одреден протеин во кафето. Имајќи го тоа во предвид токму и овде, во вашата телевизија со цеце во оброк на денот, јас се обидов да направам некои други варијанти на протеински кафиња за оние луѓе кои што никако не можат да бидат натерани постојано да конзумираат појадок. Знаете, додавање на протеински прашок во кафето е не секогаш оправдана опција, имајќи во предвид колку нас протеини ни се неопходни во текот на денот. Ако сме професионален спортист кој што ќе настапи на сериозен тренинг, час и половина по испивањето на кафе, таков протеински шејк е оправдан. Но, зошто да не ставиме една лажица мелени сложени јаглени хидрати? Например, мелен овес, некоја друга мелена житарка, па тука ќе имаме сложен јаглен хидрат. Потоа, нешто што треба да го добиеме на почеток на денот на нашиот организам, а тоа е некој пребиотик. Па наместо готови протеински шејкови наменети за професионални спортисти, може да додадеме некој тип на растително млеко, некои типови, не сите. Тука доаѓаат оние кои што имаат повеќе масноти. Знаете, источните култури додаваат ги или путер. На чистото може да го направиме и ние. Потоа можеме да додадеме инулин, значи некој пребиотик. За оние кои што конзумираат пробиотици, може да се направи еден таков тип на шејк и тогаш имаме една зона која што треба може да ни овозможи малку покасен појадок. Само во тој случај? Само во тој случај, значи треба оброкот да следи 2 часа или час и половина појадокот, бидејќи ние сепак правиме стимулација. За доцниот појадок малку подолу во емисијата ќе продискутираме, аз ќе се задржам уште малку на кафето, бидејќи на вистина речи си да нема човек кој што не пие кафе. Некои кои што не сакаат кофеинско кафе, велат ме растреперува, јако ми и слично, се одлучуваат за варијанта на кафе кој што не содржи кофеин. Па прифатлива ли е, здрава ли е, што велите вие за тоа? Знаете, многу индивидуален е прагот на реакцијата на секој организам на кофеин.
најчесто луѓе кои што добиваат киселини по конзумација на, бидејќи тој И обично од турско кафе добиваат киселини да, или затоа што пак ние генерално не го чекаме талогот, да се, значи да ја пиеме само течноста. Значи треба се причека да се сталожи Треба да убаво. се причека да се сталожи, треба да се причека да се олади, значи да не биде толку топло. Тоа е, но лачи желудочна киселина, иницира лачење на желудочна киселина. Сето тоа прави да имаме киселини, да имаме рефлукс и сите оние кои што имаат осетлив дигестив систем го имаат тој ефект. Сакам да нагласам и безкофеинското кафе содржи кофеин. Меѓутоа многу помалку. Доколку 40 до 50 се смета, па и ако еспресо 60 милиграми кофеин содржи во една доза, безкофеинското во зависност од тоа како е технолошки преработено, може да содржи и до 20 милиграми. Што значи дека видно намалено е во кофеин, меѓутоа треба да се знае дека и безкофеинското кафе содржи кофеин. Она што мене лично ми смета кај безкофеинските кафења се големите технолошки процедури кои што претходат за да добиеме за да се отстрани кафето и тука веќе доаѓаат до израз едни други супстанци, така наречени метилксантини, заедно со други наши лични хемиски супстанци кои што може да направат проблем и да нарушат дигестија, метаболизам и така натаму. Што значи дека безкофеинското кафе не е опција, освен доколку ние сме свесни дека од 10 кафења на ден треба да се спуштиме на 2 до 3 како приодна фаза. А дали се здрави кафињата што ги пиеме од оние автомати? Кај автоматот е сигурно дека немаме доволно висока температура на поминување кога го правиме, потоа тие треба да имаат долг рок на траење. И иако ние сите сметаме дека кафето безгранично трае и дека губи само од својата арома, тоа не е точно. Кафето по одредени временски период оксидира и исто така е подложно на афлатоксини како и сите други, бидејќи собира влага, што значи дека помалку здрава опција е кафето од автомати, бидејќи тоа кафе кое што е веќе компресирано во одредени дози има 10 пати повеќе адитиви од она кафе кое што е во, да кажеме, сиров облик. Знаете, меленото кафе на оние заборавени машинки, значи веднаш конзумирано по неговото секој дом имаше по една таква машинка, е најздравата варијанта на кафе. Значи тука ги добиваме антиоксидансите, она што е всушност и вреди од кафето, веднаш и во најдобар. Така свежо, somелено, убаво, ароматично, миризливо кафе. Да, и тогаш кафе. имаме најмало будење на кофеинот, бидејќи кафето како супстанца, затоа има многу антиоксиданси, за да на некој начин прават рамнотежа во него како супстанца. Во продавниците има раскошен избор и на чаеви. Содржат ли тие кофеин? Бидејќи некогаш ќе се напиеме црн чај, да речеме, и ќе го почувствуваме истиот ефект како од кафето. Да, тие содржат кофеин, тие содржат теофилин, теобромин, меѓутоа во многу помали дози, секако зависно од видот на чајот. Па тука, ајде да кажам, црниот чај стои највисоко на содржина на кофеин, сепак многу помалку, речи се 1/3 помалку од кафето. Одредени чаеви воопшто не содржат кофеин, како што се овошните чаеви. Зелениот чај зависи многу од начинот на ферментација. Што е поферментиран, тоа е поистакнато, значи поистакната содржината на кофеин, но сепак имаат значително помала доза на кофеин. Чувството на вознемиреност го дава теоброминот и теофилинот, кои што ги спомнавме се од едно големо семејство на тие метилксантини, но
не ствараат зависност. Добро е денот да го почнеме со чај. Па, например, еден благ чај од камилица, не да биде многу јак, е подобар почеток на денот отколку кафе. Ја спомнувам камилицата, бидејќи состојките на камилицата многу помалку интерферираат понатаму со нутриентите кои што ќе ги примиме, за разлика од кафето. Зелениот чај, кој што многумина сакаат да го конзумираат на гладно, е најдобро да се конзумира по јадење, затоа што тој е еден вид на дигестив. Ако сме сгрешиле во оброкот, богатството на антиоксиданси е тука за да ги поправи оксидативниот стрес и слободните радикали, и можеби најистражувана супстанца во однос на здравствените бенефити. Но треба да се знае дека, како за кафето, да не ни е препорачано дека треба да правиме паузи. Кај чајот забораваме дека одредени типови на чаеви мора да се паузираат. Кои Колку типови? и да се тие. Единствено нешто што не треба да се паузира, односно нема да даде штетен ефект на долги патеки, се слабите варијанти на нани и камилица. Се останато треба да се мора да се стави на стави на пауза. На пауза, односно да се прекине извесен период со конзумација. Да. Сега ќе преминеме кон разрешување на некои дилеми поврзани со појадокот. Појадокот е секогаш актуелна тема. Ќе ни кажете некои факти поврзани со оваа тема. Например, ќе започнеме од тука. Дали е подобро да се појадуваат увесни снеголки, или пак увесна каша, или пак еден убав протеински оброк кој што содржи јајце, сланина, еве британците ставаат дури и граф. Што велите? Знаете, тоа сепак зависи од поднебието на кое што живееме и од годишните времиња. Затоа, најдискутирана тема, дури и во насоките кои што ги даваат сериозни институции, значи во светот, се вртат околу појадокот. Она што не смееме да го заборавиме е дека појадокот е најважниот оброк во нашиот организам. Во исто време се смета дека 40% од светската популација не појадува. Јас морам да го дадам мојот личен пример. Најтешко ми е до ден денеска да се натерам да појадувам, иако знам и се чувствува разликата кога денот ќе го почнам со појадок и денови кога од разни причини појадокот ќе биде многу доцен. Всушност, појадокот треба да задоволи 1/4 од нашите нутритивни потреби. Наутро стануваме во првата фаза на глад, односно би требало сите гликогенски резерви во црниот дроб да ни бидат искористени во текот на ноќта и треба да добиеме нутриенти. Сите сериозни релевантни научни студии докажуваат дека луѓето кои што имаат појадок всушност многу полесно ги обезбедуваат неопходните количини на сите нутриенти во текот на денот. Многу интересен факт. Се смета дека луѓето кои што редовно појадуваат имаат 80% помалку шанси да развијат анемија. Што е вака прилично охрабрувачка информација за да си ги смениме животните навики. Сега каков треба да биде појадок? Ајде да ги видиме тука вистините и заблудите, па ќе ги коментираме формите на појадок. Значи, еве што не издвоивме. Појадокот треба да биде најобилниот оброк во текот на денот, појаснивте веќе зошто. Прифатливо е да се јаде доцен појадок. Да се започне појадокот со кафе е најдобриот начин на будење, веќе делумни тоа го разјаснивте. Јаглехидратите и протеините не треба да се комбинираат во појадокот. Кога се обидуваме да слабееме, најдобро е да го прескокнеме појадокот. Значи, започуваме тука со појадокот треба да биде најобилниот оброк во текот на денот. Споменавте дека е тоа точно. И што се треба да содржи? Дали да биде еве сега протеински или пак да биде јаглехидратен? Треба да содржи се. Се? Треба да содржи се, освен кај одредени здравствени Но се советува да започне денот, да речеме, со житарки, кои што ќе ги скомбинираме само со малку млеко. Па сега тоа е поентата, како ќе искомбинираме житарката и која житарка ќе искомбинираме. Ако ние имаме чиста овесна каша,
или само овесни снегулки, без никакви додатоци. Ако на тоа додадеме квалитетен протеин, меѓутоа тоа да биде кисело млеко, значи ферментиран производ, кој што има во себе протеини, значи, на тој начин сложените јаглени хидрати ги искомбинираме со еден квалитетен и лесен ферментиран млечен производ. Так, но повеќето од нас од продавниците купуваат веќе обработени житарки кои што се зашекерени, благи, вкусни, со чоколадо, со Тоа веќе не е засилувачи на квалитетен. вкусот. Тоа веќе не е квалитетен појадок. Па каква житарка тогаш? Значи можеме да имаме и полесна варијанта е за сите. Можеме да имаме обични овесни снегулки без никакви додатоци. Тие не се вкусни. Да, но Повеќе да ви затоа рекле. ние ќе направиме комбинација со кисело млеко, например, Така. која ќе даде свежина. Што може Може да овошје додадеме? да додадеме? Може да Јаткасти? додадеме овошје, јаткасти плодови, Плодови. но неколку. Значи неколку бадеми да бидат искршени. Тука може да додадеме шумско овошје. Добиваме билни влакна, добиваме витамини, добиваме минерали. Или пак да изрендаме едно јаболко. Таа комбинација на каде што сме смириле се дава ситост и дава палета на нутриенти. Но што се случува во пракса? 3 лажици овесни снегулки, 300-400 грама пресно млеко или нека е јогурт, потоа тука се додава една банана, па се додава шака шумско овошје, па се додава шака ореви и може да се стигне до неверојатно комплициран оброк, кој што на вистина не е добар. Јаглените хидрати, ако сакаме во добар појадок, ние мора да ги смириме со нешто. Кај диабетичарите, например, мора да дадеме некој тип на успорувачки протеин. Јатка, бадем, 1-2 ореви, пектините од јаболкото, билните влакна. Значи, тука да направат, да го спуштат гликемискиот индекс. Правилната исхрана на крај се сведува на тоа да не правиме инсулински скокови во нашиот организам. Значи, овесниот оброк може да биде здрав, но може и да биде хаос за инсулинот и да не воведе во тој магичен круг на висок инсулин, низок инсулин и на тој начин ниту сме нахранети правилно, ниту можеме да намалуваме телесна тежина и ќе ослабуваме. Што се однесува до јаките протеински појадоци, каде што се јајца, тогаш и нив треба да ги смириме. И многу често го добивам прашањето зошто кога имам варено јајце за појадок или поширено јајце, кое што патем е најздравата варијанта, секогаш имам салата зеленчукова или некаков зеленчук. Затоа што тоа е комбинацијата која што нема да оптерети доколку имаме протеински појадок. И сега, ако вие имате лежерен ден и немате голема физичка активност, многу е важно каков појадок ќе земете. Например, кај популација што расте, кај студенти, кај средношколци. Секогаш треба да доминира сложен јаглен хидрат. Затоа што тие треба во 8 часот наутро, во 9 часот наутро да учат, односно да меморираат. Значи, енергијата, основната енергија на мозокот е, значи, се јаглените хидрати. Доколку знаеме дека нашиот работен ден ќе биде до 5 часот и можноста на еден квалитетен оброк ќе ни биде после 16 часот, можеме да пристапиме кон еден посилен протеински појадок и јас лично никогаш не го продажирам само овошјето како појадок. Тоа е навика на многу од нас, би рекла, дено да го Се започнат работи со за некаква фруктоза. овошка или пак со смути, овошна. Смутито сме дискутирале. Смутито треба да биде претежно зеленчуково, за да може зеленчукот да не ни направи наутро подуеност и тешкотија, да ни биде лесно сварливо и по некое овошјенце, за да ни го подобри вкусот на смутито. Но, освен кај професионалните спортисти, каде што веднаш ќе влезат во потрошување
значи на импутот на енергија. Без разлика што се работи за фруктозен доминантен шеќер, кој што сосема другачие има метаболички пат во нашиот организам. Овошјето е сепак многу шеќер на гладно. Ке ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Тилма амбуланта со прашања кои што се поврзани со појадокот, еве може да ги споделат нивните навики поврзани со првиот оброк во денот и да дознаат дали е тоа здрава варијанта или не. Надица, ние одиме понатаму, следна вистина или заблуда, прифатливо е да се јаде доцен појадок, тоа го практикуваат многу од нас, прво ќе дојдат на работа, ќе го испијат кафето најнапред и некаде околу 10-11 ќе отидат до најблиската пекарница и ќе си купат нешто за Да, дури каснат. се измисли еден многу фенси назив на така наречениот бренч, значи брекфаст и ланч, појадок и ручек во исто време, меѓутоа премногу касниот појадок, апсолутно после ние не можеме да го надокнадиме во текот, нутритивно не можеме да постигнеме. Знаете, ако стартувате со минус, што и да јадете во втората половина на денот, вие не можете нутритивно да го избалансирате недостатокот кој што па настапува веќе кај 12, настапува доколку не сме јаделе втората фаза на гладување и тогаш многу лесно се прибегнува кон прости јаглени хидрати. И обично велам, дали имате потреба од тесто? Да, значи имате недостаток на енергија. Доколку не дозволуваат условите, може да биде многу мало внесувањето на количината. Јас велам, треба да се има во ташната секогаш неколку оревчиња, неколку суви брусници, една сува кајсија, или барем јогурт во себе во кој што ќе додадеме шумско овошје. Навистина се работи за една минута која ќе ни одземе време, е доволна за да си дозволиме без штета по здравјето касен, значи подоцнежен појадок. Дури во такви услови јас предпочитам да кажам, посебно кај луѓе кои што имаат оптоварен замастен црн дроб, во текот на патувањето кон работното место една овошка со неколку бадеми, па тогаш може кај 10-11 часот да се направи некој појадок, но и тоа еве може да биде салата оброк. Некако како да ни е, како менталитет да имаме некои усталени навики за тоа што е она што може да тркнеме да го купиме за време на паузата и тоа секогаш се работи. Салатата не ја перципираме како оброк, меѓутоа салатниот оброк, ако во него има, например, и пченка, или дури и неколку зрнца граф, наут, тоа е навистина еден добар појадок ручек, кој што ќе ни направи да не се прејадеме во 5 часот понатаму и да ја изгубиме во оброченоста. Двајца гледачи очекуваат да се вклучат во денешната Тилма амбуланта со нивни прашања. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Поздрав до студиото и до гостинката. Благодарам. Околу доручеков со овесни снеголки. Јас, например, зимам Fit Active без додаден шеќер. Се на него пишува дека 80% овес и има додадено суво грозје и предпоставувам бадеми нешто. И со овој обесмастен јогурт што е од 0,5 или 0,9% колку е, дали е тоа добра комбинација? Јас едно 10 години го зимам тоа, откако ми диагностицира диабет 2 и приметувам дека сум ослабен доста за текот на 10 години, мислам, со сменување на начинот на исхрана. Така. Благодарам на одговорот. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Што велите за оваа комбинација, Надица? Тука се прави една комбинација каде што го смируваме гликемискиот индекс. Апсолутно нема потреба да биде со намалена маснотија јогуртот. Се што е со намалена маснотија спаѓа во
групата на високо процесирана храна, нема потреба. Значи, кај дијабетисот не се плашиме по гласот, мислам дека се работи и за млада, Така, за помлада за млада лица. личност, да, нема потреба да се плаши од мастите кои што ги има во јогуртот. Во целата комбинација може уште да се подобри со додавање на едно рендано јаболко. На едно рендано јаболко, пектините се многу важни додатно, значи да направат постепено ослободување и ова навистина е еден добар појадок. Јас овој тип на појадок го прифатив уште пред многу години. Тоа е од еден професор Мермерски кој што вели дека ова е појадок кај што кај луѓето кои што се борат и со инсулинска резистенција и со дијабет е најдобро почнување на денот. Док со тоа што исто така ритамот може, например, во целава оваа комбинација може понекогаш да се додаде и некој поквалитетен протеин, а тоа е, например, ровко варено јајце. Да се замени јогуртот со урда. Значи, да се одземат житарките па да имаме, значи, малце попротеински појадок, но тоа е добар појадок и тоа е добар појадок за сите. Така го препорачувате кај сите, да го слушнеме прашањето на следниот гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Добивам знак дека се уште е на линија и дека ќе се обиде да се вклучи. Дали ќе можеме Добар да го ден. слушнеме прашањето? Така, добар ден, ве слушаме, повелете. Добар ден. Значи, ве поздравувам во студиото и докторката. Ја следам секојдневно, значи ја обожавам пред се. Прашањето ми е, значи, се работи за возрастна личност. За утринското ме интересира. Јас моментално сум на пост. Меѓутоа, пред постот не пијам кафе, пијам чај. Меѓутоа, сега слушам дека не е и добро да пиете секојдневно чај. Додуша ги комбинирам, некојаш пијам коприва, некојаш ајдучка, така, ги менјавам. Меѓутоа, сакам да прашам, значи, појавувам во 13 часот. Меѓу кога пијам чај, исто јадам и јацкасти по 5-6 пореди, лешници и бадеми. И пијам сок од портокал, меѓутоа почнувам да јадам во 13 часот, дали е во ред? Така, значи Благодарам започнувате многу. со оброците во 13 часот. Ви благодарам за Да. вклучувањето во програма. Што велите, Надица, Значи, за оваа чаевите, да, практика? во согласност на тоа, чаевите треба да се комбинираат. Јаткастите плодови, всушност, оброкот кај нејзе е кај гледачката е во 13 часот, меѓутоа таа претходно конзумира одредена протеинско-масна храна, каде што се тука вклучени јатките, каде што се вклучени, значи, кажа, бадеми и ореви. Веќе во оваа комбинација јас сметам дека е 13 часот касно за првиот оброк, без разлика што е добар почетокот на денот. Барем уште за 1 час, значи пред 12 часот да биде првиот, предпоставувам дека се работи за она од 1 до 1, од 1 навечер до 13 попладне се прави еден период на гладување. Тука веќе може да влезат во варијанта, значи и во такво нешто може да се исконзумира една банана до 13 часот, да биде зелена, да не биде презреана. Значи голема е разликата во нутрицијата помеѓу позелена Во однос на банана. шекерите, пред се? Да, во однос на шекерите драстична разлика и многу зрела банана или на пример јаболко, но апсолутно во овој период, на пример, во ваков начин на исхрана, зошто да не се внесе одреден вид на домашна супа или чорба од зеленчук? Тоа исто спаѓа во храна која што ќе даде одредени нутриенти. Но и немаме тогаш навика да ја конзумираме во тој немаме дел од навика денот. да ја конзумираме во текот на денот. Односно, не дека нема на овие простори навика да се започнува со чорба денот, тоа се сметало дури за боемски чин Така. и до ден денеска, но ние како појадок не го конзумираме. Кај вакви желби обично во пракса, кажувам дека може една бистра зеленчукова супа или некој вид на поташ да се исконзумира во текот на
периодот на гладување, кој што нема да го наруши периодот на гладување, до 13 часот. Навистина, можностите според потребите и нашите желби се големи и многу може тука да комбинираме да ги задоволиме нашите потреби и вкусови. Ја денеска бија разрешила и последната вистина или заблуда, односно последната дилема која што се наоѓа на видеобимот, а тоа е кога се обидуваме да слабееме, најдобро е да го прескокнеме појадокот. Дали на вистина ќе изгубиме килограми на таков начин? Тоа е најбрзиот пат да слабеењето станува многу бавно. Значи, доколку сакаме да намалиме телесна тежина, мора да се појадува. Значи, тоа е нешто што секојдневно во пракса, значи го повторувам секој ден. Она фамозно забрзување на метаболизмот, всушност настанува со појадокот. Ние мора во текот на процесот на намалување на телесна тежина да го приспособиме појадокот во однос на целите, во однос на пропратни здравствени состојби. Меѓутоа, нема слабење без појадок. Нема забрзување на метаболизмот, нема будење на перисталтика, нема будење на сите метаболички процеси во нашиот организам, па и хормонски, ако сакаме веќе да одиме до крај, без појадок. Зависно е каков ќе ни биде појадокот. Значи, пообилен појадок, а полесна вечера? Па да, она што сега е многу популарно и се нарекува фастинг, всушност е една стара изрека која што ја секогаш кога имам можност ја повторувам, значи појадокот изидете го сами, ручекот поделете го со пријателите, вечерата дадете ја на непријателите. Тоа правило треба да се следи и тој треба да биде најобилен. Зошто? Ние можеме да го потрошиме во текот на денот. Но доколку имаме доцна вечера, обилна вечера, во период на мирување и на чистење на нашиот организам, таложењето е најголемо. Значи, они што се навикнати да вечераат богато, а да го прескокнат појадокот, да пронајдат начин да се измотивираат, да ги променат работите. Да. Да се убедат себе си дека треба да појадуваат и тоа убав, здрав појадок, кој што е комбинација на протеини и јаглехидрати, никако да не се бега. И здрави масти. И здрави масти. Значи, никако да не се бега таа комбинација, бидејќи најчесто... Не сме да се бега, тоа е еден вид на недокажан факт. Факт е дека некои комбинации полесно се варат, некои потешко, меѓутоа комбинацијата на овие три продукти, да се внимава какви се изворите и за кои јаглехидрати, за кои протеини, за кои масти, но комбинацијата може да биде и текако добра за нашето здравје. Надица, многу ви благодарам за денешното гостување и што ни разјаснивте се за појадокот. Ми беше задоволство како и секогаш. Почитувани, тука заокружуваме денешната Телма амбуланта. Имате пријатен ден, а утрото започнете го со добар појадок. Пријатно.